Со свечена седница во владата и пораки за стабилност, Македонија одбележа јубилејни 25 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Централната прослава продолжи вечерва на Камениот мост со уметничко-музичка програма. Во живо оттаму во вечерите вести ја вклучуваме Маја Стојановска. Па Маја, повели да чуеме како тече прославата и какви пораки беа испратени денеска. Така, четврт векот од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, двете политички партии од албанскиот блок вечерва го одржуваат со два засебни настани. Во моментов каде што се наоѓаме, се уште трае настанот кој што е организиран од политичката партија Влен, од владата и од Министерството за односи помеѓу заедниците. На овој настан можеа да се проследат повеќе музички настапи, меѓутоа тој беше отворен со говори од првиот заменик вице-премиер Беким Сали, како и вице-премиерот Александар Николовски. Тие порачаа дека рамковниот договор представувал пресвртница на еден од најтешките периоди во поновата македонска историја, но дека тој исто така придонел за поставување на нови стандарди и во политичкиот и во институционалниот живот во Македонија, кои што треба да ги чуваат и негуваат и генерациите кои што следат. Тука предлагам повеќе да слушнеме од нивните обраќања. Нашата сила се состои токму во способноста нашата разноликост да ја претвориме во наша предност и во енергија за развој. Затоа со животот не значи само да живееме едни покрај други, туку и едни со други и едни за други. Вистинскиот соживот значи заедно да градиме и заедно да ја преземеме одговорноста. Заедно да им се радуваме на успесите и заедно да ги споделуваме потешкотиите. Таа политичка генерација тогаш го избра разумот и мора да им се честита за таа работа. Се обединија и власт и опозиција. Тогашната владеачка политичка структура, тогаш владата беше составена од ВМРО ДПМН и од Демократската партија на албанците, седна заедно со опозицијата, со СДСМ и со ПДП, заедно со тогашниот председател Трајковски и се срдната помош на меѓународната заедница, на која што сакам особено да се заблагодарам, и заеднички успеа да постигнат договор. Без соработка на власта и на опозицијата, без координација на председателот и без поддршката на меѓународната заедница, овој договор немаше да биде возможен. Охридскиот договор не беше договор на победници и поразени, беше договор со кој што државата доби можност да продолжи напред, да се развива и да го трасира патот за идните генерации. Така, паралелно и партијата ДУИ организираше свој настан, кој што исто така привршува во овие моменти. Станува збор за панел дискусија на која што се обратија повеќе политичари од Македонија, Косово и од Албанија. Своје обраќање имаше и лидерот на партијата Али Ахмети, кој што посочи дека според него овој договор го поставил темелот на мирот, на стабилноста и на безбедноста на Македонија. Да слушнеме дел од неговиот говор. Судбините на малите народи произлегуваат од вратите на големите трагедии. Ова судбина ја има и нашите македонски сограѓани. Имаше обиди, историски обиди во резистенција за да се биде автономен, како во аспект, на економски аспект, културен аспект, јазичен аспект. Од 1903 година па навака. Така на сето ова, попладнево во владата предходеше и свечена седница, која што исто така беше во организација на владата и Министерството за односи помеѓу заедниците, а пораки за зачувување на соживотот и стабилноста на државата испрати и председателката Силјановска Давкова, премиерот Христијан Мицкоски, како и председателот на Собранието Африм Гаши. Тоа би било се од овде студио. Маја, ти благодарам за сите информации.